بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nije biidnillahi ta'ala večer ke продолжиме со третата основа koja počnavme vo minati od ders za taka da ja završime, a taja beše, kako što reče avtorot šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslu thalith: inna min tamami l-ijtima'i as-sam'a wa-ta'a liman ta'ammar alayna ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ Znači, reče šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, дека од исполнувањето, од комплетирањето на соединувањето, да се соединиме во Аллаховата вера е да се има послушност и покорност спрема оние кои имаат власта над нас. Иако може би тој што добиват власта над муслиманите еден робјак. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. И ова основа Allah subhanahu wa ta'ala во неговата книга е објасна од многу бројни аспекти кои се тие универзални и шеријатски законски врста на објаснувања, што за секој го јасно му стануват важноста на ова основа, што треба значи да ја имплементираме, што треба да ја ставиме во пракса, за да се реализират соединувањето меѓу муслиманите. Но потоа, кога се намали знаењето, за Аллаховата книга и суннетот од посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам и разбирањето на сахаба и на имамите, тогаш стана оваа работа, стана оваа база не е позната, не ја познаваат оние кои предизвикуваат, кои тврдат за себе си дека имаат знаење, тие не ја познаваат оваа основа, а како е тогаш па да се работит со неја, значи да одат по таја основа и да ја стават во пракса оваа огромна основа. Од точките што сакав да ги спомнам од овај дел на оваа важна основа, некои може да се запрашат како мојт да станет еден робјак владар, зашто вели тука шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, да бидеме послушни и покорни на оние кои имаат власта над нас, иако е тој владарот еден робјак од Хабеша. Зашто некој може да... А овие зборови, значи да биде робјак од Хабеша, ова се најдуваат во хадисот од пекамберот саллаллаху алейхи ва селам. Сега прашањето е како може да стане еден робјак владар. Алимите велат, можностите се следниве. Првата можност е да биде тој робјак во собственост на главниот владар
na taja zemја или на тој регион. Така што, тој главниот владар го испраќат неговиот робјак во некој регион од неговата земја, како, значи, како гувернер, како водич, за тие делови да ги водит и да се грижи за нив. Тој се рачунит за тие луѓе до кои е испратен до нив, нивни владар. И тие се задолжни да бидат послушни спрема него. А неговата врска со главниот владар е тој во суштина робјак. Тој е во суштина робјак. Значи, ова е првата можност. Како може да стане еден робјак владар? Втората можност кој е, а таја е да тој робјакот го убиет или го совладат постоечкиот владар. Значи, ова е што постојат од можностите во шеријатот. Хукум ет-тагаллуб. Тагаллуба за да дојдет еден и да го совладат владарот што е на сила, на моќ, и да му ја земит, значи, да му го земит владењето. И така да стане целиот државен апарат под негова контрола. Во моментот кога тој, државниот апарат, не значи ова дека тој не му е дозволено на тој што го прави почетно тоа дело, не значи дека тоа му е дозволено нему, тоа не му е дозволено гледано во суштина. Но тој го прави тоа. Во моментот кога тој има го има целиот државни апарат во негова моќ, тогаш веќе не смеат против него да се ребелират и да се демонстрират. Зошто? Исламот увек гледа за работјето да се смират, не да продолжит каосот и нередот во редовите на муслиманите. Тој веќе тоа го направил, тој неред, тој каос, но е зел, значи државата под негова сила и војската е под негова сила и негова моќ. Тогаш е забрането, значи против него да се ребелират. А ако во случај тој робјак, значи до предходно тој бил робјак, но одеднаш тој го совладат постоечкиот владар и му ја земат, значи му ја земат моќта, му го земат државниот апарат и тој станува владар, така тогаш тој од робјак стануват владар. Некој може да се прашат како е овие работи, дали се десени во времето на Селеф, зашто ние увек велиме, ги следиме Селеф. Да, се случило тоа во времето на Сахаба. Во времето на Сахаба, ридвануллахи алейхим, а тоа е со Хаджаџ ибн Јусуф. Хаджаџ ибн Јусуф, овај злочинец, кога дојде во Мека, владарот на Мека беше Абдулла ибн Зубеир радијаллаху ан, еден сахаби. Од фамилијата од посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Значи беше Абдулла ибн Зубеир радијаллаху ан, владар на Мека. Дојде Хаджаџ ибн Јусуф и му ја одзеде Мека со сила. Така, кога му одзеде со сила, дури го уби. Го уби и го обеси среде Мека. Како што рече нашиот шејх во Медина, шејх Абдул Мухсин ел Аббад, хафизахуллах, ова е, значи, максимално лошо понешување со еден сахаби. Се Хаджаџ ибн Јусуф не само што му ја зеде Мека со сила, туку и го уби. И не само што го уби, туку и го обеси во Мека, среде Мека да го гледаат луѓето.
Со сета ова неправда, што ја направи овај злочинец Хаџџаџ ибн Јусуф, на крај, кога тој го зеде државниот апарат, така речено, во негова рака во Мека, сахаба го прифатија, како Абдулла ибн Омар, ради Аллаху анхум, и други сахаба, го прифатија како владар. Иако знаете дека тој е злочинец, иако знаете дека тој му направи голема неправда на Абдулла ибн Зубейр, ради Аллаху анхума, но ова неговата неправда, во моментот кога тој ја зема државата во негови раце, не ти дозволува тебе за ти со друга неправда него да го исфарлиш и да го откорениш. Значи, овие работи се многу важни и се многу осетливи. И во овие работи Ихванул муслимин, Хаваридж, се во голема заблуда. Зошто тие не се враќаат назад кај сахаба, кај големите имами, за да гледаат како тие постапувале во вакви ситуации кога се најдувале, но тие што прават? Тие ги следат нивните страсти, нивните емоции и не следат аргументите и она што го делува асхабите од пекамберот саллаллаху алейхи васелам. Значи, ова беше врска како можат да дојде еден робјак, значи да ја земи државата во негова моќ, во негова сила. Шех Абдулла ал-Бухари, хафизахуллах, спомнуват во објаснувањето на ова основа дека од темелите, од фундаментите на ахлу сунна вал джамаа е да се стрпуваме, да имаме сабр спрема неправдата од владарите и нивната тиранија. Значи, ова е од базите, некој ако вели ја го следам суннетот, јас сум од ехлу сунна вал джамаа, тогаш од базите на ехлу сунна вал джамаа е да ти да бидеш сабр, да се воздржуваш, сабурлија во неправдата, кога се случува неправда и тиранија од страна на владарите. Што значи, ако ти може би целиот суннет си го ставил во пракса, но не си го ставил оваа точка, оваа база, не си ја ставил во пракса, туку ти си против оваа база, излагаш од суннетот ти. Не си сунни селефи, туку си муптедиа, си новотарец. Значи, една база да ја прекршиш, завршено е. А што е оваа база? Од базите на Ахлу сунна вал джамаа, сабарот, значи воздржувањето, стрпувањето во неправденоста и тиранството од страна на владарите. Значи, кога се случува неправда и тиранија, што може би нас не ни се допаѓат и не ја сакаме, но задолжно е за нас да бидиме стрпливли, а не да излезиме на улица, не да демонстрираме, не да револтираме. Се тоа или не да збориме за владарите на фејсбуци, да збориме за владарите на телеграми, да збориме за владарите на други мрежи. Тоа е забрането. Забрането е. Ако сакаш да бидеш од Ахлу сунна вал джамаа,
A ako sakaš da vidiš od Havarić, togaš, to je tvoj ličen problem. To je tvoj ličen problem. Do sega može bi nekoj može da se prašat, no do koga je ova pokornost i ova poslušnost sprema vladarite? Ova ni go objasnal nas, naši odsakan poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Poslušnost je dodeka da ne vidite jasen, očividen kufr. Hatta terauna kufran bawahan indakum min Allahi burhan. Dodeka da ne vidite jasen, očividen kufr, što imate za toj kufr argument od Allah subhanahu wa ta'ala, znači od Allahova knjiga, ili vo sunnetot od poslanikot sallallahu alaihi wa sallam. No, što znači? Znači da bidit bawah, znači da bidit, znači jasen. Zašto ova ne znači jasen kako na sekoj pojedinačno mu čefnuva ili si go zamisluva toj. Se jedna rabota da ja zamisliš, a druga je da bidi tajavo stvarno taka kako što misliš ti. Se mnogu te luge, naročito vo našata denešnica, mnogu raboti gi zamisluvat i gi mislate ka taka se novovistina stanuvad jasno koga se gleda dobro taja rabota, deka ne je onaka kako toj je zamislil i kako toj je zasonil. Znači kufr bawah, jasen kufr je onaj očividen kufr, što nema dvonego tolkuvanje. Znači nema možnosti da go tolkuvaš. Znači da možeš, abe može ovaj vake, može bi imaše toj namera take, može bi ne beše to atake, može bi. Znači nema dvotoa tolkuvanje. Se kako Havarić vo naše to vreme, tije ihwanul mufsidin, koga ke gi vidat islamski te vladari, kako može bi Coca-Cola pijat so nekoji zapadnički vladari, velad ne pijet vino toj. Što znači to ovdje? Ovdje ima dvova rabota tolkuvanje. Znači može da biti vino, može da biti Coca-Cola, može da biti borovnica. A ti je Havarić, ti je go zemat ova za baza i vidi veli tova javno pred kamera pijet alkohol. Ili drugi raboče, što ima dvoniv tolkuvanje, ali ti je gi zemat kako vrvni bazi, što nema potreba da se diskutirat. A vo vistina, ako se ispitat, ako se istražuva taja rabota dobro, na kraj izlagat, deka toa što ti je go tvrdele, je samo nino zamisluvanje, a ne so realnosta, vo nikakva sostojba, vo nijedna možnost vo sklopka. Znači, toj kufr, jasen kufr, ne dozvoluva tolkuvanje. Zašto? Ista ta slučka imame dokaz, taja slučka što je napomnavme od Imam Ahmed. Imam Ahmed, rahimahullah, koga se sluči fitna halqul Qur'an, znači to iskušenje koga rekla Džahmija i Mu'tazila deka Kur'an je stvoren, a ne Allahov govor, i koga nekoj vladari, muslimanski vladari vo to vreme, se inficira so tije ideologiji i misli na Džahmija i Mu'tazila, Imam Ahmed rahimullah im baraše na tije vladari da mu donesat za to što go tvrda tije barem eden i jedinstven ajet od Kur'anot.
ili jedan hadith. No tije ne bea vo možnost da donesat argumenti, zošti nema za to argumenti. No Imam Ahmed, znaš teka tije luge, tije vladari, znači teka nim se tije izmameni od strana na Džehmija i Mu'tezila. I ima tuka somneš što ne može Imam Ahmed da gi osudi niv za kafiri. Zato Imam Ahmed od jedna strana ne prihvaćaše to što mu go veleja tije njemu, što mu go nareduva da go reči, no druga strana isto ne gi tekfiruvaše, ne gi praveše kafiri. Zašto? Znači, beše to kako preprečka, somnežot, što teka tije beja izmameni od strana na Džehmija i Mu'tezila, taka što ne gi tekfiruvaše, ne gi osuduvaše za nevernici, Imam Ahmed rahimullah, tije vladari. Znači, ovi raboti se mnogo važni, što treba da se razbera, da se shvatat, i ovi raboti se vraćat nazad kaj vrvnite alimi. A sjake dojdime na toa. Sjake dojdime na toa. Ista rabota, što je mnogo važna vo vrska so pokornosta i poslušnosta sprema vladarite, koji se tije luge koje ukinuvat pokornosta sprema vladarite. Znači, koji nosi taja odluka koja donesuvat, koji odlučuvat deka mu se ukinuvat pokornosta na vladarot. Da li se tije običnite luge, jednostavnite luge od redovite na muslimanite? Nikogaš. Ne. Tuku tije koji nosat odluki vo vakvi vrvno važni situaciji za opštestvo to na muslimanite, se vrvnata elita na jedna država. Vrvnata elita na jedna država, luge na odluki što se, luge na mok. Znači, ne nosa tuka odluki, iako se ustanovit toj jasen kufr, što nema tolkuvanje, tije što je ukinuvat, taja pokornost, ukažuva za nevalidna, ne se tije nekoj uličari, ili nekoj što od včera počnale da praktikuvat islam. I tije toliko se lesni i neznajkovci, što misla tije za jedna nedela ili za jedna godina hobi islam praktikovanja, tije shvatile cela vera. A može bi toj čovek da mu rečiš uči suratul Fatiha, ki mu najdeš vo sekoj ajet greški. I ne znaj da je učit pravilno suratul Fatiha, no toj zabludnik, neznajko, ima smelost koju mu je dava šeitanot, gjavolot. Ima smelost da zboruvat za vakvi vrvno važni, seriozni i opasni odluki koji se vo vrska so opštestvo to na narodot i na muslimanite, koji se vo prašanje sigurnosta na jedna država, sigurnosta na građanite na jedna država, togaž se usneluvat taja zabludna glava da davat fetvi i da davat odgovori, a toj samiot vo sebe si da go pregledaš i da go ispitaš, ne može, kako što rekovme, ni suratul Fatiha da ja učit kako što trebita. No sve to je poradi tije luge kade što učat tije znanje.
Zašto tiješ im davat znanje, tije samite nemat ništo vo vistina što da im dadat. I taka gi obučuvat, i taka gi spremuva samo so emociji, i so ilahija so našidi. I nakraj ki gi vidiš, zaminal tamu, pošol vamu, došol tamu, go ubile, se letnal vo vazduh i što ti ne znam drugi šteti za sebe si šteti za muslimanite i šteti na nemuslimanite. Sve to poradi negovata nezdrelost i neznanje, što toj ne gi poznavat bazite, osnovite na ova ogromna vera. Znači, koji se tije što nosat odluki v ovakvi vrvno opasni situaciji, ne se uličari, tuku tije se elitata. Elitata na jedna država. Ova je mnogo važna točka. Ne je to što mislit što šetat po ulici i što se zanimava s islamom kako hobi, koga će mu kefnit nemu, sezonski. Tugu se luge što cel život duri go pomenuvat v učenje na islamu, v učenje na ova vera i vrvni luđe v državata, što se naučnaci vo vladenje, kako da se vladejat. Ama tije Havarić, tije Ihvanul Muslimin, tije ne znat kako se vladejat. I sakat preko noć da stanat vladari. Znači se oni je luge, što ima vrednost, što nosat odluki, što ima moć, tije se što ukinuvat taja pokornost. Zašto? Za da ne se slučit po golemo i po ogromno zlo od ona što beše prethodno. Sega nekoj može bi da reči, pa kako ne može da imat po golemo zlo, ne se slučuvat, dovoljno je ova golemo zlo, tovije vladari po golemo više ne može da bidet, site vakvi glavi. Glavina zabluda na Ihvanul Mufsidin. Tije velat vakvi zborovi. No eden vistinski selefi sunni athari. Eden što gi gledat rabotite so okoto na sunnetot. Što gi cenit rabotite so okoto na sunnetot, a ne so okoto na strastite. To je znajt i gledat odsegašnata situacija vo arapskite državi. Kako vo Egipet, vo Libija, vo Sirija i vo Libija, i Gaddafi, i Asad se nevernici. No, štetata što se sluči sega je mnogo pogolema. Ipak je Asad tuka, nego nemat oddalečeno. A koliko milioni muslimani umreja? A koliko milioni se muslimani po ulici? A koliko semejstva se razrušija i se rasipa? Ipak situacijata je taja i pološa duri i pološa. No što velit? Što velit šejhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah? Velit ovaj vrven imam Ibn Taymiya rahimahullah. وَقَلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا كَانَ مَا تَوَلَّدَ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمُ مِمَّا تَوَلَّدَ مِنَ الْخَيْرِ. Šejhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah velit,
skoro nikogaš не се случило да некој да излези против еден владар, освен потоа следеше, поради неговите дела, поради неговото ребелирање, следеше многу повеќе зло од што следеше добро, хајр. Значи, скоро никогаш не се случило, освен увек кога излагаат тие луѓе против владарите, кога револтираат против владарите, злото што се случува, што идет, е многу поогромно од она што следи како добро. И го гледаме нашата денешница во арапските држави. Значи, тие што излегоа, кај се денеска? Но тие што излегоа да демонстрираат, кои не ја познаваат оваа основа, како што рече имам Мухаммед рахимахуллах, не ја познаваат оваа основа оние што тврдат дека се луѓе на знаење, како денеска луѓето мислат дека алимите се Мухаммед Хасан, Абу Исаак ел-Хуейни и други хаваридж во нашето време. А во вистина гледаме точно тие луѓе, што луѓето ги рачунат како алими и шејхови, тие не ги познаваат овие бази. Тие ги имаат рушено, уништено овие бази. И тие се кои излегле самите да револтираат и повикувале самите за револти. И што е важно многу, кога Ихванул Муфсидин во сите арапски земји, кога излегле да револтираат против муслиманските владари или против оние што се кафири, како Гадафи или Асад, што бараат тие, што се барањата нивни, што се желбите нивни. Барањата нивни и желбите нивни не се да впостават шеријат, не. Бараната нивни, паролите кои ги дигнуваат во демонстрациите, не се да постават шеријат во нивните држави, не. Туку нивните пароли и нивните плакати се лични, персонални барања, лични интереси. Не се интереси за исламската вера, никогаш не бараат тие интереси за исламската религија. Нините барања се барања на дуњалокот, барања за лични интереси. Тие се нивните пароли, тие се нивните плакати кои бараат тие, а не да бараат да се имплементират Аллаховиот шеријат. Никогаш. И друга работа, што е важна точка во врска со послушноста и покорноста спрема владарите, а таја е кога би се устанило, кога би се утврдило дека еден владар паднал во куфр и алимите го осудуваат за неверник, како Гадафи, например, или Асад, Башар ел-Асад. Тука исто друга работа треба да се земи во предвид, што е многу важна, а таја е дали ти имаш моќ него да го отстраниш. Ако немаш моќ ти него да го отстраниш, забрането ти е да излагаш против него, да револтираш. Зошто? За да се чуваат општеството на муслиманите. Се во моментот кога ти немаш моќ него да го отстраниш, а излагаш против него да демонстрираш и да револтираш, ќе има тогаш судири меѓу него, меѓу државниот апарат, војската, полицијата и демонстрантите, и така ќе се убиваат муслиманите, и така ќе се леет муслиманската крв, и не можеш него да го отстраниш. И пак си под негова власт.
Значи овда лимит, оваа точка исто како од огромните важните точки во оваа работа спомнуваат, што овда алимите, врвната елита носит одлуки, не ти уличар еден, ихванец еден, леталко еден, туку врвната елита, а ти не си ни од средната елита, ти си обичен уличар. Значи овде се пазит да, иако се утврди, се установи неговото неверство, се пазит идната точка, а тоа е дали имаме ние моќ да го отстраниме или немаме моќ. Зошто алимите го има Гадафи осудено пред 30 години за кафир. Пред 30 години ги има осудено за кафир. Но, во друга страна, никогаш не повикуваа против него да се ребелират и да се демонстрира. Зошто? Не се имаше моќ против него. И тогаш ке се леаше само крвта муслиманска и тоа беше во штета на муслиманите. И еве ден денеска, Либија не може да се смирит. Нон-стоп е во каос. Нон-стоп е во каос. Но тие ихванци, ихванул муфсидин и хаванатул муслимин, преварантите на муслимани, тие се преваранти. Зошто се преваранти? Тие излагаат пред камера и плаќат. Тие плачат, значи плачат солзи. И се прават богобојазливи луѓе. И може би човек кој нема знаење и нема познавање, мислит дека овие се вистински советувачи. Овие се луѓе кои го сакаат доброто за муслиманскиот уммет. Но во вистина тие носат зло и упропастување на муслиманскиот уммет. Што рекоа Ихванул муфсидин на почеток, кога почна тој арапски пролет, зашто и овие тука Шефчет Красничи во Косово го нарекуваше овај арапски пролет имат многу беричет. Значи, види, тука ги знаеш дека се ихванци, тука ги знаеш дека се хауарич. Значи, тој го пропагират, тој го поддржават и го нарекуват арапска пролет беричетна. Многу имат беричет. Што имаше тој арапски пролет берикет, да се убија милиони муслимани се убиени на сите краеви и ситуацијата не се подобри, туку се влоши. Зошто не се подобри таја ситуација? Зошто лекот не е во револтирање и демонстрации. Лекот е да се вратиш ти и јас и ние целосно во Аллаховата вера. Тука е лекот наш. Тука е нашето соединување. Тука е нашата сила и моќ и тука е нашето унапредување. Да се вратиме ние целосно во нашата вера. Не да бараме да таја вера на нашите идеи и страсти да се прилагоди. Не, ние треба да се прилагодиме ако сакаме вистински да имат подобрување во муслиманскиот свет, меѓу муслиманите. Што велеа тие заблудни глави, што велеа како Мухамед Хасан и други заблудни глави, велеа ухруджу, излезете. Значи излезете на улици, на револтации. Фалемма хараджу, кога луѓето, народот излегоа на улици на демонстрации, рекоа ихванул муфсидин, ихванул хаванатул муслимин, калу муту, рекоа умрете. Значи, седете на улица,
sedete na ulica, pravite, znači, pritisok protiv državnite aparati, dodeka, znači, da umrete. Znači, nemoj da se vratite nazad vo vašite domovi, vašite semejstva, sedite do kraj. I togaš koga umreja, koga jedan golem broj, gi ubija, što rekao togaš, falemma matu, koga umreja ti je, kalu, rekao ti je ihvanci zabludni, ejna hukam al-Arab. Ejna hukam al-Arab. Togaž rekao ti je, kaj se arapski te vladari? Znači, kaj se što ne pomagat arapski te vladari? Znači, prvoš je prat belata. Zamisli go ova, znači, ova nisko mislenje na ovije luge. Prvoš ti je prat belata, prvoš ti go prat šerot, ti go krojt šerot, ti go prat lošoto i na kraj frlat greškata na drugite, na vladarite. Rekao, kaj se arapskite vladari, kaj se kralj od Saudijska Arabija, kaj se toj princ od Emiraten i od Kuvajt i od ne znam kade. A na početok velja izlezite, koga izlego umrete, koga umre, kaj se vladarite. A sami da izlezat i da dadat obračun zašto ti je ISIS i ti Al-Qaida se od njih izlegova od nivnite redovisa, no ne, greškata ne imat nikogaš. Ne zna greškata koja se slučuva, nema vrska s onih. Taka se tije luge na zabluda. Luge što nema razbiranje. Luge koji nema razbrano ova je osnova pokornosta i poslušnosta sprema muslimanskite vladari je osnova od osnovite na ova vera. Osnova, baza. Da li tebe i mene ti se dopađat ili ne, to ne je važno. Ti si rob stvoren od Allah. Ti ne nareduvaš. Tebe i mene ni se nareduvat. Ova treba da go shvatiš dobro, da go shvatiš jasno. I od tije naredbe Allahovje da bideme pokorni i poslušni sprema vladarite. Se taka se realizirat celosnoto, celokupnoto, kompletnoto sojedinuvanje na muslimanite. Se ne može da se sluči sojedinuvanje koga sekoj odit po svoj pat, sekoj pravit svoj vladar, sekoj koga mu tekinac odkaživat od jedan vladar, od kaj drugi, kaj treti, kaj peti. Taka nema sojedinuvanje, to je živenje vo kaos i vo slabost i vo ponižuvanje. Veli šejh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, deka ova osnova, znači, ne je poznata, kaj oni je luge koji tvrdat za sebe site kaj imat znanje, a ti je ne poznavat ova osnova i važnost na ova osnova. Togaž, kako možeme nije da očekuvame da jednostavnite luge, znači, koga znenite luge, koga ti što se gleda znajeni sebe si se računat od znajenite, od intelektualnite luge, koga ti je ne poznavat ova osnova, kako je togaž so jednostavnite luge. Znači, ti je ušte poveke se neznajkovci i ušte poveće se oddalečeni od ova važna osnova. I za žal, namesto ti je hođi, ti je imami vo našite krajevi tuka i podaleko, namesto ti je muslimanite, da gi vospituvat so ovije važni osnovi, što se mnogo vrvni važni osnovi, no može bi mnogo te od nas za prvi pat
слушаат дека ова е основа од нашата вера, база од нашата вера, да бидеме покорни и послушни спрема владарите. А не дека ова е од основите. Зошто? Зошто тие имами, тие хоџи, тие худбеџи, тие држат неделен весник. Значи, тие им кажуваат на луѓето на худбиња за настаните неделни што се случиле. Значи, некој ако има пропуштено нешто од тие настани во текот на неделата, ќе ги најд на худбе. Кај кого да појдиш, истите тие муабети се вртат. Значи, ова е за жал, ова е за плачење. Ова е за плачење, оваа ситуација во која се наедуваме е за плачење. Наместо тој да земит и да ја научи прво што и сам, се тие самите не ги познават овие бази, наместо тој сам да ги научи овие бази, овие основи и после да ги учи на другите муслимани, на општеството на муслиманите во неговијата близина и неговиот крај каде што живеат, не, туку повеќе што ќе кажуваат неделните вести. Тоа е направено худбето. Како еден брат од Албанија што беше студент во Медина, кажуваше, оđата кај нас, кажуваше на худбе кој победил на Формула 1. Пред 10-15 години, значи победил Шумахер, победил некој други. Значи тоа беше темата на худбето во петок, во џумата. Значи, ова е за жал, ова е за плачење. Но ке нас, поради што немаат знаење луѓето и немаат воспитување уживано, исламско образование уживано, тој тека можат врескат на худбето со некоја покажување со раци што ти знам, и не спомнуват ни ајет, ни хадис, ни говор од алимите, мислат луѓето која ќе излезат, денеска оđата не каначил. Многу бо худба. Да го праша што бе се не знае самиот. И тоа е големата жалност. И во многуте ситуации ги гледаш, тие хоџи се од првите ихванул муслимин. Зошто? Тие во многуте худбиња и во многуте прилики кога ги имаат, ги напаѓаат владарите. Директно или индиректно. И тоа кажуваат нивната идеологија која имаат. Нивната идеологија која имаат, што е забрането, худбињата, не се за држење да се држи говор против владарите. Не се худбињата да се запалуваат емоциите против владарите. Туку худбињата е да се учат овие основи, но основите кога тие сами не ги знаат, како ќе му ги научат на некои си други. И што вели шех Салих Ел-Фаузан, хафидахуллах, во објаснување на оваа основа исто, вели кај тие луѓе, значи кај текфиријун, кај хаварич, кај нив се рачунит еден човек за храбар човек, човек кој има смелост, е оној човек кој повикуваат за револуции против муслиманските владари. Само да се случи некоја грешка од нив или правење на греф, што не е куфр. Значи, тој владар прави греф, но тој греф не стигнува степенот на куфр. Што прават тие луѓе? Повикуваат против него, ги запалуваат емоциите на муслиманите против тој владар и тој се рачуни во нивните редови за храбар човек. Во вистина е тој џахил, незнајко. И исто вели шех Салих Ел-Фаузан, хафидахуллах, тие луѓето на револуции, кои повикуваат за револуции,
тие луѓе, нивните збирки, нивните говори кои ги држат во тие збирки, нивните семинари кои може би ги држат, сите тие во тој програм, во таја програма така наречено, во сите тие муабетот, значи говорот кој се одвиват за владарите, односно значи против владарите. Значи тука се зголемуваат грешките на владарите. И ова исто во нашите краеви тука, во многуте ситуации кога се стретнуваат муслиманите тука, дали се тие албанци, дали се тие турци или роми, други, што имат, не знам, тука нации кај нас, кога се стретнуваат во многуте ситуации збора за владарите. Тој така во Скопје, тој така во Тетово, тој така тука во Кичево, не направил ништо, направил за себе, не му дал некому, вработил своите, правил чинил тоа. Сите, значи тоа е муабетот нивни. Ова е забрането, ова е патот на Хаварич, ова не е патот на Селефу Салих. Така прават Хаварич. Нивните збирки, нивните говори, нивните организирања, сето тоа се вртит околу зборување против владарите, палење на емоциите против владарите, изголемување на нивните грешки и дување на тие грешки се зголемуваа што повеќе и повеќе. И така ги гледаш, Шех Салих Ал-Фаузан хафизахуллах велит дека тие луѓе го шират нивниот отров во тие збирки, во тие говори, или па во организирање на пикник, или организирање на екскурзии, на патувања, зашто тие ти велат тебе, ајде со нас на еден викенд да учиш Куран. И ти мислиш, ја ќе одам на викенд, не знам каде си, што знам каде одам, не знам сами од ја, Аллах ме зачувал мене да одам во такви пикники и такви викенди, да одиш со нив во тие викенди, да џомити ќе учиш ти Куран, а во вистина таму ќе ти го става тој отров. Отров да имаш, значи, лоши мисли за владарите, да ги напаѓаш владарите и други негативни работи за владарите. Све таму ќе ти ги дадат тие отрови. Но на почеток ти го спакувуваат, значи ако ти кажат ти од почеток што планираат со тебе, ти нема да одиш со нив, но тие на почеток тоа ти го разубавуваат, ти го спакуваат како еден поклонче убаво спакувано и накрај е внатра тоа отров. Но кога ќе имаш отровот во тебе, замина тогаш. И кога, како што вели Шабла Бухари хафизахуллах, и кога ќе влези тој отров, таа болест, кога ќе стигне до коските, таа болест не се лечи тогаш. Затоа вели Шех Салих Ал-Фаузан хафизахуллах, ние требит муслиманите кои вистински ја следат оваа вера да се чуваат од расцепување во верата, да се чуваат од оддалечување од покорноста и послушноста спрема муслиманските владари, зашто така со оддалечување од покорноста и послушноста спрема муслиманските владари исчезнуват државната сигурност. Што е тоа многу важна работа. Ако нема државна сигурност, како ти ќе одиш во џамија? Како ти ќе ги извршуваш другите твои потреби? Како ти ќе правиш бајрам? Како ќе одиш на џума? Ама тие лесни глави, што немаат разбирање, што немаат сваќање, тие мислат само за денеска и само во моментот и за нивните емоции и страсти. Подобро е
како што велит шех Салих Ал-Фаузан хафидахулlah, за да се зачуват општеството и да се зачуват муслиманската крв и крвта на општеството, да биде во сигурност, да биде зачувана, недопрена, подобро да бидеме воздржани и да бидеме, да се стрпуваме, да имаме сабар спрема нередите кои се случуваат од страна на